Денеска Социјалдемократскиот сојуз на Македонија до работната група достави свој предлог за измени на изборниот законник во кој што се содржани 13 конкретно формулирани барања кои што се насочени за подобрување на изборната рамка. Тргнавме од тоа дека изборната кампања во Република Македонија и во 2011 и во 2013 година беше корумпирана, беше обремената со злоупотреба на буџетски средства, со закани, заплашувања и други нерегуларности, и од тие причини понудивме решенија за вистинските проблеми кои што ја мачат Република Македонија во текот на изборите. Главните барања се однесуваат на забрана за злоупотреба на буџетски средства, односно ограничувањето на разграничувањето на државната од партиската функција. Понатаму бараме да има фиксен износ за максималните донации од страна на правните лица, како максимален износ кој нудиме износот од 30.000 евра, кој што сметаме дека е висок, но со цел да најдеме поддршка од страна на другите политички партии. Понатаму предлагаме да се забрани медиумите да донираат во текот на изборна кампања, од причини што во законот постои одредба дека медиумите се обврзани да понудат еднаков ценовник за сите учесници во изборната кампања. Со давањето на попусти, односно донации на одредени субјекти, всушност се руши правилото на еднаков пристап и еднаков ценовник. Следното барање ни е за воедначување на вредноста на гласот во Република Македонија и во диаспората, со што би се врзал одреден процент на, значи бараме еден минимален процент кој што би значил запишани избирачи во изборните единици во диаспората со цел да имаме барем минимална еднаквост, не може да се постигне целосна, но барем некакво приближување на вредноста на гласот, да не добиваме пратеници кои што се избрани со 10 пати помалку гласови отколку тие кои што се во Македонија. Бараме да гласачите бидат обележувани со видливо мастило на денот на гласањето, од причина што имаше сомневања дека во одредени случаи имаме исти избирачи кои што гласаат на неколку избирачки места. Исто така, имајќи во предвид економската криза во која што се наоѓа светот и Република Македонија, бараме да се намали вкупното трошење во текот на изборната кампања од 180 на 90 денари по запишан избирач. Сметаме дека и таа вредност нуди дури поголеми можности за водење на солидна изборна кампања, а 180 денари ја прави трката нерамноуправна и прави преголеми трошоци на партиите во текот на една изборна кампања. Дадовме и други предлози кои што се однесуваат на рамноправен пристап во медиумите, детална разработка на медиумските правила, понатаму намалување на времето кое што е дозволено за платено политичко рекламирање, рамноправен пристап на особено со потенцирање на јавниот радиодифузен сервис, давање оперативни надлежности на Државната изборна комисија со цел за вистинско водење на избирачкиот список и некои други. Значи, ќе ги добиете на писмено, ќе ви бидат поделени нашите барања. Дали, господио Дисковска, дали со овие предлози што ги вие нудите како амандмански интервенции, така да речам, сметате дека ако бидат вградени во изборниот законник, ќе се постигне она што го барате вие, да се добие целосно законска регулатива што ќе возможи фер и регуларен изборен процес? Значи, вградувањето на овие наши барања ќе значи создавање на правна рамка која што ќе нуди фер и демократски изборен процес. Исто така, да не го забораваме приоритетот прочистување на избирачкиот список и имплементацијата на рамката. Но, ако се прифатат овие наши барања, ќе сметаме дека власта покажала волја да влезе во фер надпревар. Значи, тоа се минимални предпоставки на правилата за избори кои што ќе бидат минимална предпоставка за фер избори. Има ли расположение? Сега за сега не, од причина што еве еден час разговараме околу злоупотребата на буџетските средства. Значи, тука имаме сериозен отпор од страна на владеачките партии кои што се плашат дека ќе не може да ги спроведуваат тендерите од распишувањето на изборите до крајот на изборите.